Малкумина знаа дека светски познатата група Deep Purple со својот репертуар ја има и легендарната македонска песна Јовано Јованке. Големо откритие на нив и го приреди Ивица Јорданов, штипскиот гитарист на познатата македонска група Морал. Тонска проба се направи за да клавиатуристот на Deep Purple, кој се вика Дон Ейри, дојде во нашата просторија кај што бевме сместени. И побара од нас да му покажеме, се запознавме, нели сето тоа, побара да му покажеме некоја македонска изворна народна песна. И некој спомна овде, не знам, бендот Јовано Јованке, гитарата беше овде и почнав да свирам Јовано Јованке. И тој зеде едно парче хартија, пенкало и ја нотира, ја запише на ноти. И ме завола пак да повторим и он ја провери само дали точно запише, и јас го разбрав дека таа песна ќе, еве, човекот оди свири на цел свет, па собира песни од каде што концерти беше увидите, која е за него. Него разбравме никој дека уствари тој сака да ја свири вечер. Откако му го открил вечниот национален хит на негово изненадување, Дон Ери веднаш го запишал низ ноти и ја отсвирал истата вечер. Дека траеше концертот, дојде време да Дон Ери да свири соло партија, да свири соло клавиатура. И додека свиреше соло, свиреше некои негови фрази таму и почна да ја свири Јовано Јованке. Тоа беше делиран за публиката. Една еуфорија се случи, почна цела публика, беше доста луѓе имаше, почна да пеат сите. Доста бев среќен и радосен, затоа што лично јас му ја покажав. Како воопшто Ивица стигна до конверзација за секогаш славниот Deep Purple? Deep Purple на покана од организаторите, мислам дека Авалон го организира концертот, тоа е 2005 година во Скопје, на покана од Авалон, да бидеме пред група со Морал, свиревме Скопје, мислам дека тоа беше на Сајмиште. Многу подоцна, Deep Purple повторно настапија во Скопје и пак се случи истото. Deep Purple сега доаѓа пред 2-3 години во Скопје и син ми отиде да ги гледа на концерт. И син ми знае за ова приказна со Јовано Јованке, дека лично јас му имам покажано на Дон Ери. И во Скопје концертот, време за соло партија на Дон Ери, и Дон Ери пак ја почнува да свири Јовано Јованке, цела сала ја пее, така да моја е честа, еве, така да кажам, да имав една соработка, условно да кажам соработка. Ивица зад себе има исклучителна музичка кариера која започнува од Штип, па понатаму. Првата моја група се викаше Генерација, свирев тоа е некаде крај на 80-ти години, не, тоа е рани 90-ти години, за да после почнавме да се движиме во Дом на млади, овде во Штип. И во Дом на млади се направи првата рок-н-рол група, која се викаше Глас, за да после се прекрстиме во Боб Рок. Како Боб Рок снимавме, тоа е 91-92 година, како Боб Рок снимавме и за продукцијата на македонска телевизија. Снимавме две песни, Немој да крадеш и Сеќавање. Во Морал дојдов како член на 96-та година. Димитар Божиков свиреше гитара пред мене, сега Димитар Божиков свири во Лепи Сол. 96-та, 96-та година, да, 95-96-та се запознав во Штип со Венко Серафимов. Тој работеше театарска представа, музика на театарска представа овде во Штипскиот театар. И Венко во овие имавме настапи некаде овде во Штип. Венко ме слушна како свирам гитари, така да, а Морал бараа гитарист. И Венко, по препорака на Венко, Морал дојдаа во Штип, се запознавме. Имаше аудиција во Скопје, имаше и други некои гитаристи, зборам за 96-та година. Така ми се допадна моето музицирање и почнав со нив. Снимавме 2 албуми, многу концерти свиривме, многу настапи на разноразни манифестации. Може би звучи чудно, но групата Морал се уште е активна, но постојано хендикепирана без нивниот голем вокал Владко Илиевски. Престанавме со активности откако почина Владко. Групата не е
не сме рекли дека готово завршуваме со работа, но еве, ако почне Владче, немаме никаква активност. Не е исклучено утре, ако се најде некој вокал, ако и да продолжи. Во случајов со Јорданов има еден многу важен момент кој го посетуваат само големите мајстори на звукот и љубители на инструментот. Освен што перфектно свири Ивица, е и реставратор на акустични и мајстор за електрични гитари. Со реставрација и поправки на жичени инструменти, а како цел гитарата, го работам повише од 15-20 години. Меѓу другите, како најголемо гитарско име, Владко Стефановски, првата негова гитара ми ја довери да ја реставрирам, за да постави некои други негови инструменти кои што ги користи, да му ги сетирам, да му ги средувам, соработка со него и ден денеска имаме, секако. Од Владко Стефановски па надоле да ги редиме сите гитаристи, еве, така да кажам. Гитарата е најчистиот збор и звук кој се слуша кај Јорданови, поради што и Божидар, без тој да знае како свири перфектно гитара, и оди по неговите стапки. Он почна сам. Интересно е што јас се занимавам повише 20 година приватни часови со мачиња и него научив мојот син да свири гитара. Јас сам се научи. Почна со некој другарче да свири и само од YouTube почна да вежба и да свири. Секако дека сум тука ако нешто му затребам, но генерално да не претерувам сега 90% тоа што свири е лично се сами. За Ивица гитарата е животот 24 часа на ден, но сега особено ужива кога својот талент, знаење, искуство им го пренесува на најмладите ученици. Како приватна школа работам приватни часови повише од 20 години. И доста дечиња се мотивирани, доста дечиња научија, кои сега некои од нив се и професори, некои се професионални музичари, заработуваат од музика и доста резултати има. Доста деца се мотивирани да свират. Некои научија да свират еве за друштво за да се забавуваат, некои научија малку повеќе, како што спомнав, некои се професори, се занимаваат со музика. Мојата работа е да ги потикнам. Они сами учат, нивната волја е важна. И сега ние како педагог, да кажам, е важно да искористиш таа желба, таа енергија и само да ги насочиш. Првата гитара Ивица ја добива на 13 години, а на сцената е од средношколските денови па се до денес. Го импресионира музиката, енергијата на публиката, размената на емоции и обединувањето. Тоа е нешто кое му дава енергија се уште и додека пак би бирал, би го избрал истото.